Доколку знаат за некое лице кое што е во нивна околина позитивно, дали ќе биде тоа работното место или ќе биде во семејството. Тие веднаш се уплашени, сакаат веднаш да се тестираат. Бидејќи дават тешки нарушувања на здравјето и затоа треба многу внимателни да бидеме и да ги пак велам да ги почитуваме препораките на Министерство за здравство. Обем на работа е зголем. Повеќе, може да речеме, може би и повеќе од 50%, баш у домашна посета премногу е зголем. Значи од 2 екипи таму сега имаме 5 екипи. Како што направи пандемијата катастрофа во повеќе индустрии, нашите за жал претпоставки дека овој период ќе бидеме најпогодени од пандемијата на COVID-19, црните сценарија се остварија. Кумановка на возраст од 57 години беше прва жртва на коронавирусот во земјава. Почина кон крајот на март. Овој податок изненади, затоа што претходно се знаеше дека заразен има во Скопје и Дебар. Телефоните се вжештени и ден денес во институциите, иако поминаа повеќе месеци од почетокот на епидемијата. Епидемиологот Јадранка Стаменковска од Центарот за јавно здравје Куманово вели дека дневно добиваат повеќе од 50 повици од граѓани кои прашуваат за симптомите, тестирањата и изолацијата. Поради епидемијата објаснува дека имаат обврски 24/7. Стаменковска очекува дека во зимските месеци ќе имаат уште повеќе активности. Нашите обврски продолжуваат и вон работното време. Во текот на започнува со следење на бројот на заболени, следење на пријавени заболени, нивните контакти, активно пребарување на контакти, анкетирање, епидемиолошко испитување. Епидемиолошко испитување во однос на барање на кластерите, поврзаноста на случаите, и дали навремено се превземени мерките. Како од самите институции, така во однос на самите лица кои што се заболени, нивните семејства. Се разликуваа обврските, затоа што во еден период, кога ние активно учествувавме и кога имавме најголем број на заболени, дури 40 во тек на еден ден, во месец мај, ни се намали бројот на заболени, тогаш се следеше состојбата, меѓутоа сега континуирано, секојдневно, имаме веќе двоцифрен број, по 20, 18, 17 случаи. Епидемиолозите ја интензивираа соработката во училиштата и градинките во интерес на јавното здравје. Во Куманово, пунктот за земање на брисеви работи со полн капацитет. Имаме преку 30, во просек 30 на дневно преку мој термин и ние од страна на епидемиолозите, во зависност од епидемиолошката состојба, земаме и брисеви по епидемиолошка индикација. Секојдневно тие брисеви се земаат, ќе се обработат, се спремаат и се носат, нема ден, да не сме во текот на овие 6 месеци, и повеќе, ги носиме во Институтот за јавно здравје, каде што се врши анализа на брисевите и ги добиваме од таму резултатите. Секојдневно, по електронски пат, ги анализираме тие брисеви, ги информираме граѓаните за резултатот, дали се тие позитивни или негативни, и врз база на тоа се анкетираат, се внесува во евиденција и истите понатаму, дали ќе бидат тоа контакти или позитивни лица, се проследуваат како до Државниот санитарен инспекторат, за да се стават под здравствен надзор и домашна изолација, така и до Институтот за јавно здравје, се проследуваат исто и така и сега до Фондот за здравствено осигурување, за оние кои што се пациенти оздравени. Центарот за јавно здравје Куманово има 4 епидемиолози, од кои 2 ги покриваат Куманово, Липково и Старо Нагоричане.
Еден има во Кратово и еден во Крива Паланка. Директорот на Центарот за јавно здравје Куманово, Ариф Лјатифи, објаснува дека во изминатиот период состојбата налагала да се работи и за време на викенди и празници. Тој вели дека простор за скептичност нема и ги повика граѓаните да бидат многу внимателни ако сакаме што побрзо да се извлечеме од оваа криза. Постои вирусот. Вирусот може да им наштети на нивното здравје, може да ги убие, да се носат обавезно маски, ова физичка дистанца да има меѓу луѓето и да ги мијат што почесто рацете. Да бидеме посовесни, бидејќи со тоа ние ќе го чуваме нашето здравје и здравјето на нашите најмили. Бидејќи сите ако се чуваме, јас мислам дека ќе можеме да рачунаме дека ќе го совладаме овај невидив непријател. Имуни на вирусот не останаа ниту дел од здравствените работници, но до средината на октомври сите кои се заразиле, се избориле со вирусот и се вратиле на работа, велат нашите соговорници од двете здравствени установи. Фарук Алили, директор на здравствениот дом во Куманово, објаснува дека пролетта беше најтешка за нив. Во тој период имаат најмногу транспортирани заразени пациенти во Скопје. Вкупно превезле 640 заразени пациенти, а најмногу или дури 192 од нив се транспортирани во главниот град во месец април. За споредба, во март се превезени само 18 заразени пациенти. Почетокот беше тешко. Значи тежок како за сите нас. И како институции, и како луѓе. Меѓутоа, потекна времето, почнавме да се навикнуваме на тоа и да ги преземеме сите потребни чекори. Значи најважно тоа беа прво медицинскиот кадар да биде фурнизиран со маски, со ракавици, со скафандери и цела друга потребна опрема за да не дојде до контакт со вирусот. Пошто ако ни се инфицира голем број кадар, медицински кадар, тогаш ќе останеме и без кој да ги послужи пациенти. Воглавно ние добивме од страна на Министерство за здравство директива дека ние сме одговорни за транспорт на сите ковид пациенти. Значи бевме одговорни за и уште значи сме за тоа, за Куманово, Телград, Липково, Старо Нагоричане, имаше случаи и од Паланка и од Крива Паланка и од Кратово. Во врска со тоа дали сме опремени или не, Министерство за здравство ни помогна со ново комбе. Значи, донација од Министерство за здравство имаме ново комбе, кое се користи за транспорт на пациенти со COVID. Добиле 5000 заштитни маски од Министерството за здравство, но имале донации од Црвен крст и приватни компании. Месечно персоналот има потреба од 2000 маски. На удар беше и економијата, посебно чевларскиот сектор, поради затварањето на Италија, кој е важен пазар, но и поради наставата онлайн, со што се купуваат помалку обувки. Од 50 регистрирани фирми во Куманово од овој сектор, третина се во мирување. Многу работници останаа без работа, оние кои имаат долги години работен стаж, ќе добиваат надомест од државата, но тоа е само една мала утеха во оваа ситуација, колку да преживеат. Државата има нов пакет на мерки, меѓутоа овој четврт пакет на мерки за нашата индустрија има една клаузула која што не одговара. Да се задржи број на вработени 6 месеци после истек на државната помош е невозможно, бидејќи се најавува голема криза декември-јануари. Ние нашите договори за работа се на сезона од сезона. Доколку оваа роба која што е направена во летните периоди не се продаде во зимските периоди, ние значи следната година немаме работа. И доколку дојде до затварање на молови и продавници во декември, јануари, како што се очекува, значи за нас следната година ќе биде катастрофална. Се надевам дека ние интервениравме за ова, се надевам дека власта ќе има слух дека најпогодно за да можат да опстанат оние компании кои што сега се соочуваат со овие проблеми, со намалена работа, меѓутоа сепак ги задржиле број на вработени, да биде барем до 31 март.
Доколку е до 31 март, ние можеме да аплицираме и да дојдеме до таа помош. Меѓутоа, ако е до 31 јули, нема шанси. Мисло, тоа е еден период, долг период кој што е во неизвестност. Како ќе продолжи оваа криза, како ќе се развива вирусот во зимските месеци и тоа е на голем временски период кој што ние не можеме да го издржиме. Повеќето граѓани на Куманово ги почитуваат мерките, но има и мал дел кои се скептични и мислат дека вирусот не постои. Се плашите ли од вирусот? Сметате ли дека е опасен? Па опасен е ако не се внимава. Според она се што имам слушнато до сега и од лично искуство, мислам дека доколку се корисат маските и доколку се дезинфицират рацете и да се внимава при луѓето со кои се контактира, дали и тие ги почитуваат, ја мислам дека ќе бидеме безбедни. И сметам дека мерките треба да бидат позаострени, оти подобро е 2 недели најстрого и да се отрасиме. Ги почитувам и тоа строго почитувам. Кои мерки? Миење на раце, обавезно и обавезно хигиена, прскање, заштитување и така. Обавезно маска и тоа е тоа. И како мислите дека се справуваме со пандемијата? Со пандемијата се справуваме многу лошо. Младите поготово не почитуваат сите мерки кои ги господинот Филипче изјавува, тие не ги почитуваат. Зошто, како, не знам. Треба да ги почитуваат, маска не е ништо страшно да носат. И во гужва да не се, на растојание 2 метра да се, али тоа не се практикува. Треба да ги почитуваме мерките. Ако се почитуваат мерките, тогаш и вирусот ќе исчезне. Денес, во градот на Батко Ѓорѓија, Тумбата и Трите бандари, луѓето го живеат новото нормално. Паниката спласна, но околностите бараат поголема дисциплина.